Велики понеделник, по тој повод што значи оваа страстна седмица и воопшто овој трет ден од неа, односно Велики понеделник, и што не очекува во наредните денови, како на тоа гледаат луѓето од црквата и што тоа значи за православните христијани. Во живо од предсоборниот храм го имаме колегата Кирил Стојанов. Кире, добро утро. Така, Александар, еве, добро утро. Понеделник, почеток на страстната седница пред големиот празник Великден. Заедно со отец Антонио ќе зборуваме за тоа што представува страстната седмица, што значат деновите до Великден, како да постиме, како граѓаните духовно да се подготват за овој голем празник. Отец, еве, Велики понеделник, почеток на страстна седмица, што значи овој ден, меѓутоа што значат деновите од оваа недела се до празникот Великден? Добро утро, Кирил, и за многу години да не се овие празници и овие денови. Страстна седмица е неделата пред Великден. Ние ја нарекуваме така зашто тоа всушност во превод значи страдална седмица. Тука се опишани деновите во кои што нашиот Спасител пострада и токму поради тоа така е наречена. Овие денови секој од нив си има некое значење и всушност поради големината на нивна и поради нивното значење ние ги нарекуваме велики или големи, нели, Велики понеделник, Велики вторник и така натаму се до Велика сабота и на крајот е Воскресението Христово или недела. Во овие денови всушност бидејќи Господ Исус Христос влезе во вчерашниот ден во Ерусалим, цветници празникот го празнувавме неговото влегување славно во Ерусалим, овие денови ги искористил за проповед на народот, почнувајќи од денес па се до петок, на свој начин, нели, да му проповеда на народот, влегол во храмот, ги избркал трговците што биле во храмот, нели, што правеле недолични работи, имало настани кои што всушност на некој начин биле пророкувани уште од Стариот Завет, а тој сега ги исполнува неколку дена пред да биде раснат и да пострада заради човекот. Едноставно во денешниот ден тој всушност ја започнува својата проповед во храмот. Исто така и утрешниот ден има тука во богослужбите кои што се специфични, овие денови се служат само еднаш годишно. Во црква имаме специфични читања од Стариот Завет, од Евангелијата и така натаму. Сите тие укажуваат на некои моменти од овие денови. Значи евангелистите сето тоа убаво го запишале во Светото писмо и ние имаме сведоштво за сето тоа што се случувало во овие денови. Понатаму одејќи низ деновите во оваа седмица ние доаѓаме до Великата среда кога Господ Исус Христос бил предаден од неговиот ученик Јуда Искариот. Потоа во Велики четврток се извршени големи тајни, тука е големата вечера, тука е миењето на нозете на апостолите. Всушност на тајната вечера Господ Исус Христос ја востанува причеста, причестувањето со неговите тело и крв, која што ни ја остава во аманет се до ден денес. Понатаму на Велики петок тој е фатен и раснат на крстот, пострада маченички заради човечкиот род и беше погребан на истиот ден. И токму поради големината на тој ден и поради тежината на самиот настан, ние целиот тој ден скоро се воздржуваме од храна. Велика сабота е неговото престојување во гробот и на Великден веќе во неделата тој воскреснува од гробот и всушност тоа е, нели, најрадосниот за нас празник за човекот. Еве, од чист понеделник кога почнува постот, денеска Велики понеделник почнува страстната седмица, како и што пропишува црквата во погледот на постот, како во тој поглед да го запазиме, дали постојат посебни правила и прописи за оваа седмица во пресрет на Великден? Во тој поглед може да се каже дека овој пост великденскиот е најголем, најдолг и најтежок, затоа што навистина поради значењето и големината на празникот ние соодветно се подготвуваме за овој празник, за Великден, и затоа низ овој пост ние постиме строго, да речеме без масло, без риба, без млечни продукти, дури и без зејтин од понеделник до петок, а во сабота и недела е дозволено конзумирање на масло. Риба се јаде само на цветници на Благовец, додека пак оваа недела страстната седмица ја нарекуваме исто и најтешка во тој поглед, затоа што навистина колку можеме повеќе се воздржуваме од храна во овие денови, присуствуваме на богослужбите кој колку може, нели, зависно од работните активности, но убаво е да се дојде во храмот и да се помолиме заедно, затоа што навистина овие се единствени денови во календарската година. Немаме друг Велики понеделник, друга Велика среда или Велики петок и така натаму. Тоа се настани кои што ги одбележуваме овде низ богослужбите и оддаваме почит кон нашиот Спасител Господ Исус Христос. Се молиме заедно, нели, верниците, и постејќи ние всушност се подготвуваме за големиот празник. Само на Велики четврток се пости со масло според црковниот типик, а Велика сабота е единствениот ден од викенд во годината кога се пости без масло. Сите други викенди секогаш се пости со масло, не се разрешува без, но само Велика сабота е без масло и веќе на Великден, нели, си блажиме онака како што пропишала црквата.
Отец, еве спомнавте и вие, Великден е најголемиот празник, Воскресението Христово, спомнавте постот, она што треба да се биде дел од богослужбите, како и на кој начин најдобро да се подготвиме, за да можеме да бидеме дел од воскресната литургија, да можат верниците да се причестат на неа, како духовно да се подготвиме за тој голем празник. Како што спомнав и пред малку, со постот и со молитвата најдобро ќе се подготвиме за она што ни следува, затоа што навистина ние кога пречекуваме еден голем празник или дочекуваме, ние пробуваме и телесно и духовно да се очистиме. Тоа го правиме преку телесниот пост, односно со храната, воздржанието од исхрана и од алкохолни пијалаци и се друго, и преку духовниот пост кој што уште е поважен, тоа е присуството на богослужбите, причестувањето со светите тело и крв Христови, потоа исповета од нашите гревови, воздржанието од правење лоши дела и правењето добри дела и ширење љубов меѓу луѓето. Значи треба да се нагласат овие моменти затоа што многу пати луѓето на постот гледаат како на еден вид диета. Со тоа не се подготвуваме за ништо, освен што нели на нашето тело нешто ќе му угодиме, во смисла можеби добра линија и слично, меѓутоа постењето е нешто многу повозвишено. Воздржание од лоши дела, од лоши помисли, правење на добри дела, ширење љубов помеѓу луѓето, да покажеме едни на други дека се почитуваме, дека се сакаме, да покажеме трпение, смирение, некои доблести кои што навистина во денешно време ни недостасуваат, а мислам дека треба да се нагласат, да се потенцираат и да се спроведуваат во пракса. Сега ние залудно е да зборуваме и по цели денови како треба, што треба да се однесуваме како христијани, доколку тоа не го спроведеме во пракса, ние ништо не сме постигнале. И кога ги гледаме тие четива што ги имаме сега на богослужбите, како Господ Исус Христос постапувал, дури и кога го мачеле, тој се сврдал кон небото и велел: Господи, прости им, не знаат што прават. Значи едноставно покажувајќи љубов дури и кон непријателите, дури и кон оние што го биеле, мачеле и го распале, тој никогаш не кажал лош збор и лоша мисла за нив. Ако тој можел да го прави тоа за непријателите, зашто ние за нашите ближни не можеме да направиме некое добро дело следејќи го Христовиот пример, и ако ние покажеме дека го следиме неговиот пример, дека правиме добри дела, ние ќе се покажеме пред светот како вистински православни христијани. Отец Антонио Апостолски, ви благодарам за разговорот, ви посакувам убави денови и заедно во радост да го пречекаме големиот празник Великден. Благодарам, Кирил, убав ден и вам, убави празници и на сите гледачи на Сител телевизија. Слушнавме за тоа што представува Велики понеделник, што представуваат деновите од оваа така црквено наречена страстна седмица. Објасни отецот дека тоа се деновите во кои што Христос ќе пострада и затоа се вика страстна седмица. Што е она што треба да направиме, како и на кој начин да го запазиме постот за да можеме достојно да го прославиме и пречекаме големиот христијански празник Великден. Така е, Кирил, и во склад се разбира со црковните обичаи, затоа и беше во таа функција беше ова твое јавување. Ти благодарам.